Крушевскиот манифест, ако некој не знае што е овој документ и што значи, време е да научи, а за оние што знаат да го абсолвираме еден од најбитните документи во историјата на македонскиот народ. Ова утро гостин во студиото на емисијата Македонија наутро е магистар Димитар Димевски, историчар, магистар по историски науки. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото. Добро утро и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Колку е екзактна историјата и врз што почива оваа наука? Најопштото прашање, чисто како вовед во дискусијата понатаму. За разлика од природните науки, историјата не е екзактна наука и историскиот наратив покрај од факти кои што се неспорни за сите, не често туку секогаш се состои од толкување кое што е дадено од страна на историчарите. Историчарите се нормално луѓе како и сите други, човекот е општествено суштество кое што прима влијание од надворешната средина и често поради тоа се случува да има дебата на многу прашања. Едно од прашањата на кои што имаме дебата е и прашањето за кое што денес разговараме. Но мислам дека тоа е убавината на нашата наука, за разлика од оние науки кои што се екзактни и каде што нема таква. Полемиката е составен дел од животот на луѓето и Крушевскиот манифест е составен дел од животот на македонците. Така. Што е Крушевскиот манифест? Каков е тој документ? Кога зборуваме за Крушевскиот манифест, тој треба првенствено да се гледа низ призмата на Илинденското востание од 1903 година. Познато е дека за време на востанието највпечатлив успех кој што го постигнале востаниците било ослободувањето на Крушево и воспоставувањето на привремена востаничка власт во тој град. Таа власт во нашата историографија и во свеста на македонскиот народ е зачувана под името Крушевска република. Кратко време по ослободувањето на Крушево, крушевските востаници испратиле една прокламација, еден повик до населението од околните муслимански села, со кое што го повикале на борба против заедничкиот непријател, а тоа била османската власт. По однос на содржината на оваа прокламација, ние засега единствен извор од кој што дознаваме за содржината на Крушевскиот манифест е драмата Илинден од Никола Киров Мајски, која што била објавена во 1923 година. Засега не е пронајден оригиналниот примерок од самиот документ и поради тоа одредени автори ја доведуваат во прашање автентичноста на верзијата која што е дал Никола Киров Мајски, но и автентичноста, тоест самото постоење на таков документ. Сепак постојат анализи, и тука би ја спомнала анализата на професорот Ванчо Ѓорѓиев во неговиот зборник на документи поврзани со македонското револуционерно движење во пределинденскиот и илинденскиот период, според која што повеќе индиректни информации од други извори покажуваат дека ваков документ сепак постоел. Тука би го спомнале, например, турскиот автор Шемсудин Селаникли, кој што во неговата книга Историја на револуционерниот период од 1908 година не само што јасно потврдува дека таков документ постоел, туку и дава одредени назнаки поврзани со содржината на тој документ. Интересно е дека постои и документ кој што е практично одговор на кметот од селото Алданци, тоа е едно село во близина на Крушево, до крушевските востаници. Овој документ ни е потврден не само кај Никола Киров Мајски, туку и кај англискиот филантроп Хенри Брейлсфорд, кој што непосредно по Илинденското востание престојало во Македонија, па од таму може да заклучиме дека и таков документ постои и дека таква прокламација наречена Крушевски манифест постоела. Што треба да представува Крушевскиот манифест за Македонија и за македонците? Неправо би кажал дека Крушевскиот манифест бил своевидна декларација на целите на востанието. Значи, тој е документ кој што бил испратен до околните муслимански села, според
содржината која што во овој момент не е достапна. Со тој документ се прокламирале целите на востанието, се потенцирал фактот дека востанието не е насочено кон миролюбивото население од околните села, кое што е со различна верска припадност од востаниците, туку едноставно било кажано дека востанието се кренало против османлиската власт и дека османлиската власт е заеднички непријател како на востаниците, така и на жителите на околните села. Со тој документ се повикале жителите на околните села да се приклучат кон востанието и, како што кажав, барем од едно од тие села имаме одговор и во тој одговор се поздравува востанието, се поздравуваат борбите на востаниците и идеите практично. И идеите на востанието и се дава ветување практично дека нема населението од тие села да се приклучи, односно да действува во содејство со османлиската војска. Контраофанзива кон востаниците. Да, во насока на задушување на востанието, така да. Имаме изјава од господин Зоран Богески, кој што е од Крушево, ќе ја слушнеме во продолжение во насока на ова дискусија за Крушевскиот манифест. Во македонската и светската историографија не треба веќе да постои дилема дали овој документ постоел или не. Бројни се изворите кои што го сведочат неговото постоење, дали се тоа извори од османлиско или турско потекло или од другите консулски новинарски извештаи кои што биле тогаш присутни на овој простор, сите го известуваат за него и цитираат делови од неговата содржина. Името манифест е добиено во периодот меѓу двете светски војни, истиот е публикуван за прв пат во 1923 година на македонски јазик крушевски дијалект, како што известуваат изворите. Според едни податоци тој е создаден во текот на самото востание за потреба на востаниците да ја објаснат целта на нивната борба. Според други извори тој е создаден неколку денови пред востанието за истите цели и задачи. Инакум тој е документ со интернационална порака, создаден токму во време кога на Балканот национализмите биле во голем подем, кој што има за цел да прокламира создавање македонска држава без етнички ексклузивитет во истата со рамноправни позиции на сите граѓани, со гарантирање на честа, имотот, верата, народноста и нивниот социјален статус. Манифестот се смета за еден од првите најзначајни документи во современиот македонски политички дискурс, кој што го прокламира идното демократско и републиканско уредување на македонскиот простор, кој што после таблирањето на новиот субјект треба да се изгради високи републикански демократски темели, принципи и норми. Како идеи во текстот на манифестот можат да се препознаат слобода од османлиската власт, правда и еднаквост на сите народи и вери, недискриминација помеѓу жителите на идната држава и потреба од демократско самоуправување. Манифестот не е само минато, бидејќи тој како текст со универзална вредност актуелен е и денес. Истиот треба да се слави како вредност, а не како традиција. Не само да се споменува за Илинден, туку треба да се вметне во јавниот дискурс на државата преку медиумите, културата и образованието, за да се сватат неговите темелни вредности и пораки, кои што се уште имаат употребна функција и денес, за да нашите денешни генерации сватат дека нашите предци пред повеќе од 100 години биле понапред од своето време и успеале да се носат со предизвиците од тоа време, кое што истото треба да го направиме и ние денес, да ги прифатиме предизвиците и да имаме своја битка како генерација за една подобра држава и просперитет на татковина. Никогаш низ историјата мнозинството во Македонија не полагало никакви ексклузивни права и не барало ексклузивитет на ништо во однос на останатите народи во минатото беа нарекувани народности кои што живееле тука. Ова е лична констатација, дали е тоа така? Апсолутно. Апсолутно. И Крушевскиот манифест е уште една потврда дека тоа е така.
кои се идеите на манифестот, што се практично идеите на Илинденското востание и причините поради кои што избувнало востанието и причините поради кои што се кренал народот што живеел на овие простори. Најпрво би кажал дека Илинденското востание е највисок дострел на работата на македонското револуционерно движење од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Тоа е плод на 10 годишен ангажман на македонската револуционерна организација која што действувала во исклучително сложени услови, имајќи во предвид дека од една страна против себе го имала османлискиот државен апарат, кој што ги имал на располагање сите средства за обезбедување на територијалниот интегритет и суверенитет на османлиската држава. Од друга страна, не смееме да го занемариме влијанието на странските пропаганди во Македонија, кои што често се јавувале како ретрограден фактор по однос на остварувањето на целите и борбата на македонската револуционерна организација. Тие цели, целта на самата цел на организацијата била издвојување на политичка автономија на Македонија во рамките на османлиската држава, која што пак се сваќала како преводна етапа кон создавање на слободна и независна македонска држава. Таа цел била внимателно утврдена, имајќи ги во предвид како состојбите внатре во Македонија, така и меѓународната констелација по македонското прашање во тој период. И уште од создавањето на организацијата како средство за постигнување на таа цел, било утврдено дека треба да се крене едно востание, кое што ќе има за цел да го привлече вниманието на големите сили кон Македонија и кон македонското прашање и на тој начин ќе доведе до постигнување на целите на организацијата. Токму, нели, Крушевскиот манифест е документот каде што се даваат целите на востанието и токму Илинденското востание е тоа востание кое што било планирано уште од самите почетоци, уште од самото конституирање на организацијата. Непосредно по Илинденското востание, 12-тата, 13-тата, се случуваат Балканските војни, кога конечно овие простори се ослободуваат од османлиската власт. Дали Илинденското востание било само најава за она што, или последната и најсериозната најава за она што требало да се случи во блиска иднина? Точно, после Балканските војни имаме една нова реалност во Македонија и на Балканот. Илинденското востание, нели, знаеме, завршило како што завршило, но било еден израз на борбата на организацијата за создавање на слободна и независна македонска држава како втора етапа во неговата борба. Самото востание било планирано во текот на целата 1903 година. Се одвивало, кога зборуваме за Илинденско востание, можеме да зборуваме само за действијата кои што биле на територијата на Битолскиот револуционерен округ. И тоа востание практично, ако мислите на неуспехот на востанието, дека бил најава на... Востанието е секако успешно. Покажало дека народот на одредена територија е незадоволен, дека сака своја држава, дека сака да живее. Да, меѓутоа, било задушено, но било само најава и охрабрување за останатите земји. Реакцијата била таква како што била и по 10 години едноставно овие територии се ослободени и конечно е срушена османлиската власт, која што во тој период, нели, како што наведуваат и фактите, преминува и во сериозно, да не речеме тирани. Околните земји многу пред Илинденското востание имале идеи за тоа што се случило во 1913 година. Уште од Берлинскиот конгрес во 1878 година, кога се создала бугарската држава, имаме идеи на околните држави кои што постојано се надпреваруваат која ќе стекне подобри позиции во Македонија со цел, нели, да
да стекне одредена предност пред финалниот судир, кој што на сите им било јасно дека се случи и се случи во текот на Балканските војни 912 и 913 година. Како македонците треба да се однесуваат кон овој документ? Дали е тоа уште еден леток, уште едно парче хартија во нашата историја и дали треба да се споменува само на денешниот ден, на 6 август, кога е напишан? Сметам дека македонците треба да се фокусираат на идејата на тој документ, на идејата која што имале илинденците, а таа идеја за создавање на една автономна Македонија како заедничка татковина на сите кои што живеат тука, без разлика на верска, етничка или било каква друга припадност или неприпадност. И мислам дека тоа е една убава лекција за сите нас, тоа истото да го примениме во денешен контекст. Од тука мислам дека фокусот токму треба да биде на идеите кои што ги имале илинденците, кои што не би требало и денес да се разликуваат многу кај македонскиот народ. Крушевскиот манифест е напишан на денешен ден, така стои во историските записи. Нека биде запишан во нашата подсвест, во нашата свест, дека тоа се основите на постоењето на современата македонска држава. Магистар Димитар Димевски, магистар по историски науки, историчар, благодариме што во утро бевте со нас.